председателските избори се тука. Варијантата што покажа секој пат. Председателските избори пак ќе ги трча Заев и раководството на СДСМ за некој од нив или некој што не го гледаме. Ризикот е, ако евентуално нема успех, да има предвремени избори. Кога веќе се толку близу, рационално е, според мене, да има предвремени парламентарни избори, затоа што ги бараше Христијан Мицковски. Митингот кој го правеа мај и јуни беше, заедно со председателските да имаме и вонредни парламентарни, да имаме пржинска влада, ќе има време, ќе се потрефи тоа. Тоа лесно може да се усклади. Иако другата варијанта е што јас не верувам, не знам, делот помалите опозицијски партии пред се од албанскиот блок ја почна кампањата за избори, се обидуваат сега и тие да промовираат некои амандмани, иако тоа, ако се погледне деловникот за работа на собранието, во оваа фаза, на крајот, бидејќи за секој амандман треба да има 61 пратеник, е повеќе билдање на сопствениот рейтинг отколку реална опасност да го загрози овој процес. Побитно е како ќе излегуваат амандманите. Според моите информации, уште денеска делот амандманите се подготвени, веројатно ќе влезат во собранска процедура, зашто секој амандман посебно има своја процедура и мислам дека тука ќе сака владата да ги забрза работите. Тоа значи дека е достижен рокот, почетокот на јануари до средината на јануари, да заврши тој процес. Од друга страна, ако ги гледате работите од аспект што кому одговара. Во овој момент реално според мене ВМРО ДПМН ќе биде исправен по овој судрив натре пред сериозната дилема дали повторно ќе барат превремени избори или ќе молчат чекајќи на председателските избори да видат колку е вистинската сила на оваа екипа која предводи Христијан Мицковски. Така што тоа во крајен случај ќе зависи од СДСМ и коалицијата која тој ја предводи. Јас кога би бил на местото на Заев, тоа е моето мислење, треба да има едни избори заедно, а тоа се председателски парламентарни, да го видиме Заев економистот. Овие 2 години помина од мандатот, во декември поминува 2 години. Беше преокупиран со решавањето на прашањето за името, со подобрување на меѓународните позиции на Македонија. Очигледно е дека во делот на економијата, во делот на другите реформи има сериозен застој. Тоа може да има одраз на среден рок, не на долг рок, на рейтингот кој го има СДСМ.